Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Мислам дека е ужасно тоа што Јуда го предаде Исус. Зошто Исус не се бореше со нив? Можеше самиот да се ослободи. Тоа е вистина. Тој можеше, но тоа мораше да се случи на тој начин. Не разбирам. Божиот син дојде во светот да умре за нашите гревови. Поради непослушност и вина, секоја личност е одвоена од Бог. И платата за гревот е смрт. Исус сакал да ја преземе оваа казна врз себе, со цел повторно да го врати заедништвото со Бог. О, сега разбрав. Судијата ја донесе конечната одлука. Секогаш кога луѓето го славеле своето избавување од Египет, судијата пуштал еден затвореник на слобода. Кого да пуштам од затвор оваа година? Исус или Варава? Всушност, Пилат сакал да го пушти Исус на слобода наместо убиецот Варава, па затоа прашал уште еднаш. Сакате да го пуштам Варава на слобода или Исус? Го сакаме Варава! Варава! Го сакаме Варава! А што да правам со Исус? Распни го! Распни го! И тоа се случило. Синот Божји го носел тешкиот крст од дрво на грбот што крвавел, целиот пат до ридот Голгота, за да умре на наше место. Тој свесно ја презал смртната казна врз себе, казната која ние ја заслуживме. 6 часа Исус висел на крстот. Пред да умре, тој ги кажал двата најважни зборови на целиот свет. Завршено е. Потоа ги затворил очите и умрел поради гревовите на целиот свет. Секој кој верува во Исус, ќе има заедништво со Бог, како и вечен живот. Дали веруваш во тоа? Кога Синот Божји умрел, небото станало темно. Среде бел ден и земјотрес стресол се. В чудовиден капетанот рекол: Овој сигурно е Син Божји. Вечерта Исус бил положен во гроб, но тој не останал таму. Најдоброто допрва доаѓа. Ќе ви раскажам се во врска со тоа во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!